Здраво на сите и добро дојдовте во овој туторијал за UCAN-CAM, моќен софтвер дизајниран за CNC машини. Во ова видео ќе ве водам низ се што треба да знаете за да започнете со работа во UCAN-CAM, од комплетно запознавање на неговиот интерфејс и алатки до поставување и изработка на проект од нула. UCAN-CAM е широко користен за креирање на дизајни и генерирање на патеки за CNC машини. Познат е по својата флексибилност, прецизност и пријателски интерфејс, што го прави одличен избор и за почетници и за искусни корисници. Без разлика дали работите со дрво, со плексиглас, композити или други материјали, UCAN-CAM ве нуди алатки за дизајн, симулација и производство на комплексни операции и дизајни. Можеме веднаш да започнеме со преглед на интерфејсот. Откако ќе го стартуваме софтверот, не пречекува неговиот главен интерфејс, кој е организиран во неколку секции. Секција што ги содржи сите главни функции од главната мени лента, веднаш под неа се наоѓа секцијата со најчесто користени алатки. На левата страна од интерфејсот ја имаме лентата за цртање, која содржи алатки за цртање на линии, полилинии, квадрати, кругови, многоаголници и други основни геометриски форми. Под оваа лента во долниот лев агол се наоѓаат алатките за порамнување и десната секција ги содржи алатките за селектирање, Design Central и во оваа област се појавуваат повеќето новоотворени прозорчиња. И финално, околу работната површина го имаме позиционирачкиот ленјер. Ќе користиме сите овие алатки за да го креираме нашиот дизајн, а откако ќе завршиме со дизајнот, ќе можеме да му доделиме патеки за ножот и операции за обработка. Ќе започнеме со дефинирање на големината на нашата работна област и ова може да го направиме во табот Design Central кој се наоѓа во десниот агол. Во првото поле ја внесуваме ширината, а во второто ја внесуваме висината на нашата работна област или работното парче. Откако ќе завршиме со ова, можеме да користиме некои од алатките од лентата за цртање и да нацртаме неколку основни геометриски форми. Јас ќе нацртам правоаголник, круг и ќе додадам и текст. UCAN-CAM има способност да модифицира и трансформира секаков тип на вектори. Можеме да ги споиме, да ги исечеме, да ги одземеме офсет, да зададеме и многу повеќе функции. Например, можам да ги комбинирам сите овие форми и да ги спојам во една целина. Прво нешто што треба да направам е да ги отстранам сите внатрешни линии од дизајнот со тоа што ќе ги селектирам сите вектори и ќе изберам опцијата Trim, која се наоѓа во главното мени во прозорчето Modify. Со селектираната опција го позиционирам курсорот врз векторите што сакам да ги отстранам и кликнувам на нив. Се додека тие се допираат или преклопуваат со околните вектори, софтверот ни дава можност да ги отсечеме комплетно. Со ова, UCAN-CAM ги отстранува сите непотребни вектори и можам да продолжам со останатите операции. Она што сакам да го направам со преостанатите вектори е да ги спојам во еден цртеж, а тоа можам да го направам со избирање на сите вектори и со опцијата Group. Опцијата Join исто така може да спои различни форми со тоа што ќе ги отстрани сите внатрешни вектори. Откако ќе го направиме ова, треба да ги избереме преостанатите вектори кои сакам да ги вклучам во финалната форма и да избереме опцијата Group, која се наоѓа во прозорчето Modify. Со оваа опција ги додаваме сите селектирани вектори во една целина. Следно нешто што треба да направам е да ги променам димензиите на цртежот и тоа можам да го изведам со селектирање на сите вектори и внесување на посакуваната вредност во полето Design Central. Доколку немаме селектирано ниту еден вектор, во претходно наведеното прозорче Design Central имаме неколку полиња во кои можеме да ја внесеме ширината на работното парче, должината, неговата ориентација и origin точките. Но доколку имаме селектирано вектори, во истиот прозорец Design Central ќе бидат прикажани својствата на селектираните вектори, како што се неговите димензии, неговата позиција и ориентација. Во полето DX ја внесуваме посакуваната ширина за нашиот дизајн, а во полето DY ја внесуваме неговата должина. Во полињата подолу ги внесуваме координатите за позицијата на векторите, каде би сакале да бидат поставени. Во полето X ја внесуваме вредноста за прецизно позиционирање по X оската, лево и десно, а во полето Y внесуваме вредности за позиционирање по Y оската или горе и долу. Доколку е селектирано или активно копчето Proportion,
Кога ќе промениме една од вредностите во dx или dy, другата ќе се смени пропорционално за да векторите за да ја задржат својата оригинална форма и да нема изобличување. Во полето подолу можеме да го одредиме и аголот на ротација. Тоа што треба да направам е да ги сменам димензиите на мојот цртеж, така да ќе ја внесам посакуваната вредност во полињата dx и dy. Откако ќе завршиме со ова, можеме да продолжиме со нашиот дизајн. Она што би сакал да направам следно е да прикачам претходно подготвен и нацртан файл, а ова можам да го направам со опцијата Import, која се наоѓа во прозорчето файл од главната мени лента. Откако ќе кликнеме на неа, ќе се појави нов прозорец наречен Import, во кој треба да го пронајдеме нашиот файл, да го селектираме и да кликнеме на копчето Open. UCANCAM работи со DXF, AI и други векторски формати. Во нашиот случај ќе работиме со DXF файл. Откако ќе кликнеме на копчето Open, ќе се појави нов прозорец наречен Import DXF файл, во кој треба да ја отштиклираме опцијата Create DXF Layer и да избереме милиметри во прозорчето Unit. Кликнуваме на копчето OK и софтверот ни генерира и прикажува рамка околу периметарот на цртежот. Го позиционираме курсорот на маусот онаму каде што сакаме да ни биде позициониран векторот и со левиот клик го прикачуваме во таа позиција. Оно што сакам да направам со овој проект е да изработам рекламен знак со постолје за намаса, составен од два одделни елементи, самиот знак и држачот за него, или постолјето. Ќе започнам со изработка на постолјето. Ќе нацртам правоаголник и во прозорчето Design Central може да забележиме неколку дополнителни опции кои ни овозможуваат да го избереме типот на агли за нашиот правоаголник. Можеме да избереме помеѓу обичен правоаголник или rectangle, правоаголник со заоблени агли или fillet rectangle и правоаголник со одсечени агли или chamfer rectangle. Ќе изберам опцијата fillet rectangle и ќе го нацртам правоаголникот. Следно нешто што треба да направам е да го селектирам ново нацртаниот правоаголник и да ја изберам опцијата Offset, која се наоѓа во Modify лентата во горниот лев агол. Откако ќе кликнам на неа, ќе се појави нов прозорец во Design Central именуван Offset. Во првото поле именувано Distance ќе ја внесеме вредноста за растојанието помеѓу оригиналната и ново генерираната форма. Во полето под него именувано Direction можеме да внесеме дали софтверот ќе ја генерира offset формата на надворешниот периметар или навнатре во внатрешната област на цртежот. Јас ќе изберам опцијата навнатре. Веднаш под ова поле имаме и опцијата Offset Corner Type, која ги поставува аглите и формата на ново генерираниот offset. Јас ќе изберам првата опција, Sharp Corners или остри агли. Ќе ги користиме двете линии за да генерираме патека за ножот во оваа област. Следно нешто што ќе направам е да ја модифицирам малку нашата импортирана DXF датотека. Потребно е да нацртам дополнителна секција која што ќе навлегува во жлебот на постолјето. Ќе почнам со додавање на уште еден правоаголник и ќе ги модифицирам неговите димензии. Ќе ја поставам неговата висина на 12 мм и неговата должина на 150 мм. Ќе го преместам ново нацртаниот преаголник во позиција така што минимално ќе се преклопува со долниот дел од мојот цртеж. Откако ќе ја подесам неговата позиција, ќе искористам опцијата Trim за да ги отстранам непотребните вектори кои се преклопуваат. Сега мојот знак има дел за прицврстување кој ќе биде вметнат во жлебот на постолјето. Кога веќе го спомнав жлебот, треба да го нацртам во централната секција на самото постолје. Ќе нацртам правоаголник и ќе ги зададам неговите димензии. Во нашиот случај тоа ќе биде должина од 150 мм и ширина од 15 мм. Нашиот материјал има дебелина од 18 мм, но планирам да ја намалам таа дебелина на самиот знак за 3 мм со една од операциите, што ќе го направи знакот со дебелина од 15 мм. Ќе го изберам ново нацртаниот правоаголник и додека го држам копчето Shift на тастатурата, ќе ги селектирам и двата вектори од постолјето. Откако се селектирани, ќе ги искористам опциите Vertical Aligning и Horizontal Aligning, кои може да се најдат во тулбарот Align во горниот лев агол.
Овие опции ќе ги порамнат сите селектирани вектори и штом сме задоволни со резултатот, можеме да продолжиме со групирање и со спојување на векторите. Ако кликнеме на буквите, може да забележиме дека сите се во една група, но истото не важи за векторите околу нив, па затоа ќе треба да ги селектираме и да ги додадеме во група. Ова може да го направиме со држање на копчето Shift за да селектираме повеќе вектори и потоа во бар менуто Modify ќе избереме опцијата Group. Ова исто така може да се направи со притискање на копчињата Ctrl и G. Со оваа операција софтверот успешно ги групира векторите и следно нешто што треба да направиме е да зададеме патоки и операции за ножот. Ќе започнеме со самиот знак. Она што сакам да направам е да го отстранам целиот материјал помеѓу буквите и периметарот на знакот. А потоа да ги искористам овие надворешни вектори за да поставам втора патека за ножот што ќе го исече обликот на знакот. Ќе ги користам операциите Profile Machining и Area Clearance за да го постигнам овој ефект. Но што е Profile Machining и што е Area Clearance? Ајде да ги разгледаме подетално овие стратегии. Ќе почнам со Profile Machining. Profile Machining се користи кога сакаме да сечеме по работ на некоја форма или контура. Овој метод е совршен за отсекување делови, за креирање контури или за гравирање на дизајни. Ќе започнам со селектирање на надворешниот вектор на нашиот знак и ќе ја кликнам опцијата Profile Machining, која се наоѓа во лентата Toolpad во горниот дел од интерфејсот. Кога ќе го направам ова, ќе се појави ново прозорче именувано Profile Machining и во неговиот прв дел, наречен Tool Library, треба да го избереме соодветниот нож за оваа операција или алат. Кликнуваме на копчето Tool Library и се отвара ново прозорче именувано Tool Management, каде што ќе го изберам на коректниот нож. Јас ќе работам со Endmill со диаметар од 3 мм, потребно е да го најдам и да го селектирам, а потоа кликнувам на копчето Close. Доколку нашиот нож не се наоѓа во базата на податоци, можеме лесно да го додадеме или да измениме веќе постоечки параметри со кликање на копчињата Add за да додадеме нов нож или Edit за да промениме некои параметри во долниот дел во прозорчето на Tool Management. Кога додаваме или менуваме ножеви, треба да ги внесеме следните параметри. Треба да го додадеме диаметарот на алатот, максималната длабочина на сечење, ова е максималниот инкремент со кој овој тип на нож смее да навлезе во материјалот и ова вредност е независна од финалната длабочина. Можеме да додадеме брзина на вретеното да регулираме или ротација во минута и како и feed speed, кое што е максималната брзина со која што алатот ќе навлезе и ќе го отстранува или обработува материјалот. Исто така, plunge speed е брзината со која што алатот навлегува во материјалот и за нејзе можеме да подесиме по различни параметри. Веднаш откако ќе завршиме со поставување на сите овие параметри, кликнуваме на копчето OK и потоа на Close, за да го затвориме прозорот Tool Management. Веднаш под копчето Tool Library ја имаме опцијата Plunge. Со оваа опција контролираме како алатот ќе навлезе во материјалот на почетокот на сечењето. Некои ножеви не можат да навлезат директно вертикално во материјалот, особено Endmill ножевите. Повеќето Endmill ножеви се дизајнирани за ефикасно сечење со нивните странични делови, а не со нивниот врв. Plunging опцијата помага да се создаде аголна патека за сечење и ни осигурува дека алатот правилно ќе навлезе во материјалот. Кога е активна оваа опција, Plunging, софтверот ни дава пристап до прозорчето Entry или Exit, во кој што јас ќе изберам опцијата Ramp Down и ќе го поставам аголот на 30 степени. Со ова, софтверот поставува диагонална патека со агол од 30 степени, што алатот ќе ја следи кога ќе навлегува во материјалот. Другите опции ни се Packing Plunge, кој што возможува алатот да навлезе во материјалот во мали чекори или пекс, наместо во еден континуиран потек. Ножот ќе навлегува на одредена длабочина, ќе се повлече нагоре за да ги исчисти струшките што ги направил, да ја намали самата топлина на ножот и потоа повторно ќе се врати и ќе го повтори процесот се додека не ја постигне финалната длабочина. И опцијата Lead In и Lead Out
Во делот Lead In поставуваме параметри за ножот да започне со сечење малку понастрана од векторите, за да се избегнат видливи траги на сечење, додека Lead Out му кажува на ножот да заврши со сечењето надвор од векторите за почист финиш. Следно треба да ја одредиме позицијата на сечење во однос на векторите за нашиот дизајн. Во полето Cut Position имаме 3 опции, кои што се on the line, каде што алатот сече директно по патеката на векторите или формата. Ова е корисно за гравирање и за сечење. За кроење, тоест. Outside the line е опција која што сече по надворешниот рап на формата и е корисно за сечење делови кои што треба да имаат точни претходно дефинирани димензии. Кога оваа опција е активна, софтверот ќе го земе во предвид диаметарот на алатот и ќе ја репозиционира патеката на алатот така што димензиите на исечениот дел ќе бидат точно како што претходно сме ги задале. И inside the line, која што е обратна функција од outside the line, и со оваа опција сечеме по внатрешниот рап на формата, што е корисно за создавање на дупки или вдлабнатини со прецизни димензии. Иста функција како outside the line, но со спротивен ефект. Во полето Cut Parameters имаме неколку опции. Првата е Total Depth и тука ја внесуваме финалната длабочина за нашиот дизајн. Јас сакам целосно да ја одсечам оваа секција, затоа во нашиот случај вкупната длабочина ќе биде 18,2 мм, бидејќи мојот материјал е медиапан плоча со дебелина од 18 мм. Во полето Sequence го одредуваме редоследот и насоките за патеките на ножот за време на профайл машининг. Со X-First, ножот прво ќе ги заврши сите сечења по X-оската пред да премине на Y. Ова е корисно за минимизирање на брзите движења помеѓу оските. Y-First, тука ножот прво ќе ги заврши сите сечења по Y пред да премине на X-оската, и Near First, каде што ножот ќе започне со сечење од позицијата од најблиската позиција до моменталната позиција на главата, со што се намалува вкупното растојание на патувањето и се скратува времето за обработка. Ќе избереме оваа опција, Near First. Подолу можеме да ја најдеме и опцијата Side Allowance, која ни дозволува да оставиме мала количина на материјал од страните под профилното сечење. Ова е корисно за да зададеме финален пас, каде што прво правиме грубо сечење, а потоа го отстрануваме остатокот од материјалот со споро и фино сечење, за да ја подобриме точноста и завршниот изглед. Позитивна вредност остава екстра материјал, додека негативна вредност ќе сечи и ќе се движи по краевите во внатрешноста на профилот. Под неа ја имаме опцијата Multilayer, која кога ќе активираме ќе ни дозволи да го разделиме сечењето на повеќе паса, наместо да ја сечеме целата длабочина во еден потек. Ова е корисно кога работиме со груб или тврд материјал и со поголеми длабини, бидејќи ја намалува тензијата на ножот и го спречува неговото прегревање или кршење. Можеме да ја предодредиме длабочината за секој слој за да контролираме колку материјал ќе се отстрани по премин, обезбедувајќи попрецизно и помеко сечење. Во нашиот случај ќе внесам некоја конзервативна вредност од 3 мм, што и кажува на машината да ја постигне финалната зададена длабочина од 18,2 мм во 6 паса и да заврши со сечењето. Во делот Cut Direction, кој се наоѓа под Multilayer, можеме да избереме помеѓу Clockwise, која го движи ножот во истата насока како и Feed насоката на материјалот, или Anti-Clockwise, со што имаме обратен ефект. Друга дополнителна опција што можеме да избереме е опцијата Bridge, која додава табови или мовчиња по должината на патеката на ножот. Овие табови се мали, неисечени и необработени делови кои што го држат делот фиксиран и поврзан со материјалот додека сечењето не биде завршено. А отколку ќе заврши машината со работа, овие табови можеме рачно да ги отстраниме. Кога сите параметри ќе бидат прилагодени, кликнуваме на копчето ОК и софтверот ќе ја генерира патеката на ножот. Ако зумираме, може да забележиме дека софтверот ја изгенерира патеката со плава боја по надворешниот рап од селектираните вектори. И со тоа таа е поместена од оригиналниот вектор за половина од диаметарот на алатот, за да на крај одсечената форма е со точно зададените димензии. Следно што треба да направиме е да ја селектираме новогенерираната патека на ножот и од менито Toolpad треба да избереме опцијата Toolpad Output.
Откако ќе кликнеме на неа, ќе се појави нов прозорец во делот Design Central, наречен Toolpath Output. И во првото поле го избираме соодветниот post процесор, а под неа ги внесуваме координатите за почетната точка на цртежот. Вредностите кои ги внесуваме ја одредуваат почетната референтна точка од кои сите движења на оските ќе бидат пресметани. Ова е почетната точка од која што машината ќе почне со работа и може да се постави на различни места, во некои од ќошевите или на центарот на материјалот. Со дефинирање на почетна точка се осигуруваме дека патеката на ножот е правилно поставена, што гарантира прецизна и точна обработка и спречува грешки во позиционирањето. Во нашиот случај ќе ја користам долната лева точка од работното парче како почетна точка и за тоа треба да ги внесам соодветните координати за X, Y и за Z оските. Во нашиот случај сите ќе бидат 0. Ако кликнеме на копчето пик, софтверот ни дава опција да кликнеме и да избереме некоја точка на работната површина каде што сакаме да ја поставиме почетната 0. Јас нема да ја користам оваа опција, туку рачно ќе ги внесам вредностите. Под ова се наоѓа полето Tool, во кое поставуваме Save Height. Оваа опција дефинира висината за ножот, за да може да се движи безбедно над материјалот додека патува помеѓу секови или преминува од една позиција во друга. Оваа опција не осигурува дека самиот нож нема да удри во материјалот или во остегачите и спречува секаков тип на оштетување. Безбедната висина обично се поставува над највисоката точка на материјалот или работното парче, што овозможува мирно движење без судири, без да влијае на самиот процес. Последниот чекор и единствено нешто што преостанува е да го избереме местото каде што ќе биде генериран и зачуван нашиот файл. Треба да кликнеме на малата икона со фолдерче и во ново отворениот прозорец да го избереме местото и да го именуваме фајлот. Откако ќе завршиме со ова, кликнуваме на копчето Save. Со ова софтверот успешно има изгенерирано патеката за сечење на знакот од материјалот. Кога ќе го внесеме овој файл во машината, треба да се осигураме дека соодветниот нож е прикачен на главата, во нашиот случај end mill со диаметар од 3 мм. И треба да се осигураме дека почетната точка е на долниот лев ќош од работното парче, исто како што ја поставивме во софтверот. Сега може да преминеме и на преостанатите вектори и операции. Следно што ќе направам е да ги селектирам буквите и контурите на знакот и од менуто Toolpath ќе изберам опцијата Area Clearance. Откако ќе кликнеме на неа, ќе се појави нов прозорец именуван Area Clearance. Во овој прозорец имаме опции слични на Profile Machining со неколку разлики. Во првото поле Tool Library го избираме соодветниот нож, јас ќе го користам истиот end mill со диаметар од 3 мм. Во полето под него ја активирам ramp опцијата затоа што се уште го користим истиот end mill алат. До неа се наоѓаат стратегиите за обработка и изборите ни се помеѓу raster, offset и spiral. Опцијата offset користи геометрија која започнува од центарот на делот и постепено работи кон периферијата на формата во серија на концентрични passes. Ако ја избереме опцијата raster, ножот ќе започне со обработка од горниот дел на векторите и ќе се движи во зигзаг стил лево-десно додека го чисти материјалот како принтер. Последната опција Spiral го движи ножот во спирални движења, започнувајќи од средината на селектираните вектори и постепено работи нанадвор кон крајната периферија. Во секцијата Multi-Layer Machining ќе поставиме длабочина од 1 мм за секој пас. Во соседниот дел Machining Parameters треба да ја внесам вредноста за финалната длабочина во полето Total Depth и во нашиот случај тоа ќе биде 3 мм. Значи по завршувањето на сите пасеви, нашиот знак ќе биде за 3 мм понизок, односно буквите кои ќе излегуваат нанадвор и се издвојуваат од површината на материјалот за 3 мм. Последната опција е Overlap Ratio и оваа функција го одредува процентот за кој патеките на ножот ќе се преклопуваат една со друга. Оваа опција одредува колку чисто ќе биде обработена површината и нејзината глаткост. Јас верувам дека 20% е доволно во нашиот случај и ќе ја оставам како што е. Ќе ја проверам функцијата Mill Contour
и ќе ја изберам насоката clockwise и за крај кликнувам на копчето OK. Со ова софтверот ја генерира патеката за area clearance и ја прикажува графичката репрезентација за неа. Сините линии ги означуваат патеките на ножот. Сега нашиот знак е завршен и она што преостанува е постолјето на кое што ќе го прикачиме. Постолјето ќе биде изработено исто од Mediapan и ќе искористам истата табла од која што го изработив знакот. Следно што ќе направам е ќе го селектирам надворешниот вектор од нашето постолје и ќе му ја зададам операцијата Profile Machining. Сакам машината комплетно да го исече овој вектор и ќе ја користам опцијата Outside за да ги добиам финалните димензии на постолјето според претходно наведените вредности. Ќе го користам истиот 3 мм end mill нож и целокупната длабочина ќе биде 18,2 мм. Ќе ја провериме опцијата Multilayer и ќе ја поставам на 3 мм по пас. Ќе се осигурам дека полето планче активно и кога ќе се увериме дека сите параметри се поставени, ќе кликнам на копчето OK. Следно што треба да направам е да додадам патека за ножот по внатрешниот вектор, кој е делот каде што ќе биде вдлабнувањето на постолјето. Во вдлабнувањето ќе го внесеме сегментот за фиксирање од нашиот знак. Затоа ќе го изберам внатрешниот вектор и од лентата на Toolpaths ќе ја изберам опцијата Area Clearance. Откако ќе се отвори прозорецот, треба да ја поставам целокупната длабочина на 16 мм, затоа што висината на сегментот за фиксирање од знакот е 15 мм, а јас ќе одземам уште 1,5 мм од околниот материјал. Ќе ги оставам другите параметри како што се. Избирам ново генерираната патека од ножот и ќе ја експортирам со функцијата Toolpath Output. Последната операција што треба да ја зададам е Area Clearance, за да отстранам неколку милиметри во просторот помеѓу внатрешните и средните вектори од постолјето. Ќе ги избереме, ќе ги селектираме двата вектори и ја избирам опцијата Area Clearance. Во полето за финална длабочина ќе внесам вредност од 1,5 мм и ќе го користам end mill ножот со 3 мм диаметар за оваа операција. Вредностите во сите други полиња се прифатливи и ќе ги оставам како што се. Повторно ќе кликнам на копчето OK и откако ќе се уверам дека се е во ред со ново генерираната патека, ќе ја експортирам со функцијата Toolpath Output. Со ова завршивме со сите операции во UCANCAM и можеме да ги пренесеме сите подготвени фајлови во контролерот на машината. Единствено што преостанува е да го изработиме нашиот знак. Тоа беше се за нашиот туторијал за UCANCAM. Моќен и способен софтвер за CNC машини со кој дизајнот и обработката се лесни и прецизни. Неговите моќни функции и пријателскиот интерфејс го прават идеален избор и за почетници и за професионалци. Се надевам дека овој туторијал ви беше од корист и дека се чувствувате посигурни при користење на софтверот. Се гледаме во некое наредно видео. Чао!